Представници на граѓанското движење за чист воздух од Кочани имаа работна средба со градоначалникот Николчо Илиев, на која се разговараше за состојбите и активностите што се преземаат за да се подобри квалитетот на амбиенталниот воздух во општината и регионот. На средбата градоначалникот Илиев ја истакнал поддршката што локалната самоуправа ја дава на барањата на граѓанското движење, а кое најавува организиран протест. При тоа тој информираше за конкретните мерки што континуирано се преземаат за да се спречи горењето и чадот од градската депонија кај Кочани. Беше истакнато дека се преземаат активности за површински третман на депонијата со земја, која се вади од повеќе градежни локации, а исто така се наменети 1.200.000 денари за силиконско затворање на внатрешните жаришта и за спречување на чадењето на депонијата. Градоначалникот Илиев информираше и дека општината е вклучена во проектот за изградба на регионална депонија по европски стандарди, со што депонијата во Кочани целосно ќе се затвори. На средбата стана збори за загадувањето на воздухот поради палењето на страништата и сламата, при што беше нагласено дека се преземаат сет мерки, меѓу кои се и собирањето на сламата од која ќе се произведува ѓубрево за посевите, подигање на јавната свест за штетите по животната средина од палењето на страништата, како и поддршка за доследно изрекување казнени мерки за лицата кои ги палат нивите. Градоначалникот Илиев информираше дека се формирани 4 инспекцијски тима со двосменска работа како дополнително засилување на општинската инспекција за животна средина и се најавува дополнителен мониторинг на состојбата на воздухот во Кочани. Кај надлежните државни инспекторати се инсистира тие совесно да интервенираат и да донесуваат решенија за фирмите што имаат А и Б интегрирани дозволи, а со последното решение од инспекторатот за животна средина на кочанска фирма и е даден рок за поставување филтер на оджакот. Представниците на граѓанското движење за чист воздух во Кочани ги истакнаа иницијативите за кои тие сметаат дека се соодветни за побрзо справување со загадувачите на воздухот. При тоа го повикаа градоначалникот и општинската администрација да се вклучат во протестот за чист воздух што ќе се одржи в сабота во 11 часот.